Владимир Грчев, ученик во 7-о одделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи, ќе биде дел од тимот што ќе ја представува Македонија на Балканската и Европската олимпијада по информатика. Правото да учествува на овие меѓународни надпреварувања тој го стекна со освојувањето на 3-то место и бронзениот медал на 4-та македонска јуниорска олимпијада по информатика, што кон крајот на април се одржа во Скопје. Ваквиот успех за Грчев не е по прв пат. Во изминатиот период тој освоил многу награди и признанија. Како најмлад ученик влегува во тимот на Балканската и Европската јуниорска олимпијада, што се одржаа во Романија и Украина. Таму Владимир е награден со посебна олимписка пофалница. Годинава на општинскиот и регионалниот надпревар по математика ја освои прва награда со сите 100 поени. Истиот успех го повтори и на регионалниот надпревар, каде беше единствениот што освои 100 поени во целиот источен регион. Сега го очекува државниот надпревар по математика, како и Балканското и Европското првенство по информатика. Прв пат во второ одделение, кога почнав да посетувам курсеви во СЕМОС за програмирање и тогаш почна да ме интригира информатиката. И со време наваму ги проминав практички сите можни курсови што ги има на СЕМОС и тие ме ставија во подготовки за надпревар. Тоа беше околу кога бев четврто одделение. Во четврто одделение не се бев спремал многу, ама пак успев да извадам сертификат за извонредно учество. Па потоа во петото се спремав повеќе и на регионалниот и на државниот исто добив сертификат за извонредно учество. И во шесто веќе бев во категоријата за надпревари дели со другите. На државниот го земав првото место со сите и на олимпијадата го земав четвртото место, односно бронзата. И со тоа јас влегов во тимот на Балканските и Европските олимпијади и на и двете земав како олимписка пофалба. Исто така бев и во прво одделение бев на Brain of Brain во надпревар во Дубај. Таму освоив златниот медал, го освоив, бев само јас во Македонија. И потоа во второ одделение бев исто така пак во Дубај и го освоив златниот трофеј, што е највисоката награда. Не е баш многу лесно, дека има многу цаки и алгоритми и такви работи што треба да се знаат и треба да одеш поред и да ги учиш сите како да ги користиш и кога треба да ги користиш. Не е како например надпревар по математика каде што имаш даден силабус, тоа дадени теми и да можеш само да одеш да решаваш многу задачи со тоа. Тука мораш се да решаваш. Сите кодови за сите точни или сите неточни решенија се секогаш различни. Секој има различен стил на пишување на код, ама многу баш креативност не е до толку дека има, дека најважно е само да работи кодот, не е важно до толку како ќе изгледа. Многу работи не се ни многу важни, дека ние сепак користиме стар програмски јазик C++, кој не е баш најнов, ама го користиме дека е оптимизиран и е прилично брз, нема беспотребни работи како што имат другите јазици. Ние како Македонија, како држава, не е баш многу јака држава, дека нема ни многу спремања, а и општо не сме најдобрите во тоа. Например, ако споредиме со кинезите, тие на нас не да влеземе во тимот да земеме медал на олимпијадата. А на нив име да влез во тимот име да измислат некој нов алгоритам или некоја нова техника. И потоа после 3-4 години кога ќе измислат негде во Америка или негде таа техника, кинезите ќе кажат ние тоа користевме на тој надпревар. Па ако измислиш некој алгоритам на сред надпревар, што е ретко, што е тешко и да се случи, ама ако измислиш, најверојатно дека они може да ги видат решенијата, можеш да малку да го модифицираат, може се да направат и после тоа да го објават и да го крстат по тебе или нешто такво.
Има ли други млади од Македонија кои што се на такво ниво да можат да ја представуваат државата на вакви првенства меѓународни? Па има сега, јас на кои одам се јуниорските, тие се за Остовро. И јас претходната година бев најмалиот што се било когаш се настапувал на европското. И да, тоа. Најмладиот од 6-то одделение. Исто така ние од 7-мо не се имале многу што се настапувале, 8-мо и 9-то се веќе малку почести. Каде гледаш понатаму својата иднина, да се занимаваш со информатика, тоа да биде твоја професија, поврзано нешто со информатика? Некоја работа за информатика во Силиконската долина, нешто така. Сакаш да се надградуваш и понатаму? Да. Има некоја посебна област што те интересира? Не, општо, дека овие работи што се користат во информатиката се многу често користат во другите делови на информатиката. Например, овие задачи што јас ги решавам се многу потешки од задачите што ги дават на интервју на Google, например. Дека тие се јавно дадени секаде. И затоа јас гледам дека јас би сакал да работам во некоја таква компанија. Имаш добиено многу признанија, сертификати, дипломи, награди. Што значат тие за тебе? Па тие значат ми помагаат да се запишам во подобро средно училиште. За средно во некој во Скопје гледаме дека во Кочани баш и нема. А за факултет најверојатно MIT или некоја од тие странските. Потребно е и да се обезбедат финансиски средства. Како го решавате тоа ти и твоето семејство? Имате ли спонзори, некој ви помага или се на свој трошок? Се на наш трошок. Сега председателот се согласи да ги плаќа трошоците за патувањата на тимовите. До претходната година не ги плаќаше, сега се согласи да ги плаќа, ама тоа е. Има и на олимпијадите што ги прават, има спонзори, например пред оваа сега што беше Source-X. Ако се прави споредба колку другите држави одвојуваат и колку во Македонија се одвојуваат средства за вакви млади талентирани момчиња и девојчиња, можеме ли да правиме некаква споредба? Македонија, ако ги се спореди со другите, Македонија дава многу малку. Ние дури пробавме претходната година, мајка ми пробуваше да најде некои спонзори за трошоците за патот да ги покриеме, ама никој не ќе да даде. Имаш ли време, освен информатика, да потрошиш дел од слободното време и за други работи кои што вообичаено ги интересираат младите? Музика, забава? Па јас имам си за се време, и за школата да си завршам и да си повежбам нешто и дури да излезам или да поиграм нешто на компјутер. Сепак за информатиката е потребно и време, нели, да се посвети. Колку обично дневно тренираш, вежбаш, истражуваш? Околу 2 сати одам да пробувам да решам минимум, ама ако се фанам на некоја тешка задача и сакам да решам, може и повеќе фанам ко 2,5-3. Која е пораката што на твојата генерација на младите би им ја порачал ти? Што е битно да ги интересира за да може да успеат во животот и да придонесат да се направи подобар развој, не само за нив, туку и за државата воопшто? Па ако планираат додат на некои надпревари, да не се многу форсираат, дека знам некои деца што се форсираат и сакат додат на многу надпревари, например, не е важно, туку одат на биологија, математика, физика, и тоа најчесто не испадне многу добро, дека не можеш на повеќе работи одеднаш да се фокусираш. Јас одам на информатика и математика, ама тие се меѓусебно поврзани и ако ти треба едното за другото, и затоа одам и затоа може. Ама, например, у тоа ја да ставам сега биологија или физика, веќе ќе е премногу. И за крај, што очекуваш од предстојниот надпревар? Јако тешко е да се прогнозира, меѓутоа веројатно знаеш отприлика каква е конкуренцијата и каде може да се најдеме ние како држава, односно ти како представник? Па претходната година јас на Балканската добив, олимписка пофалба и сега ми е целата да земам бронзен медал или во најдобар случај сребро.
Ама јас верувам дека ќе добијам, дека сега има многу повеќе спремано од претходната година, а и ќе се спремам уште со еден бивши надпреварувач и Подршка во работењето и успесите на Грчев му дава и неговата наставничка по информатика Наде Давидкова. Со тоа тој постигнува одлични успеси, што го вбројуваат меѓу најдобрите во државата, за што признание доби и од Сдруженијето на информатичарите на Македонија. Значи, Владимир одскокнува од прво-второ оделение многу пред јас да го сретнам во шесто оделение, така да во шесто беше веќе во сите рамки на надпревари, во први места, во пред надпревари, така да немав прилика на час да го видам дека е најдобар, веќе си имаше освоено место и во Сдруженијето на информатичари и на сите надпревари. Значи, за моја среќа, да речем, сепак, Владимир веќе ги имаше поминато сите фази од делот на програмирање. И така да наставниот материјал што ние го тераме, што следи во шесто и во седмо, кај него е веќе можеби во прво оделение поминато. Во самата наставна програма ние со програмирање како дел од информатика се среќаваме дури во девето оделение. Така да јас Владимир уште не можам да го препознавам во таа област, бидејќи тој веќе си е во екипата. Значи, со самото тоа што концептот на работа ни е многу мал број на часови од програмирање, ама морам да истакнам дека тоа сега е во процес на промена. Меѓутоа, со возраста за програмирање, посебно C++, ја адаптираме малку седмо и претежно во девето оделение, зависи изборен е сега за сега предметот. Така да, ретко можеме да разговараме за ученик со вакви знаења, а не презнаење. Че ние со другите ученици, освен ако самостојно предходно немат некој интерес, ни не можеме да направиме нешто посериозно. Во контекст на тоа би го објаснила и принципот на надпревари, како се реализира. Значи, надпреварот е на сите ученици од 6 оделение до 4-та година. Што значи, задачите се со истите, со истата тежина, начинот на бодување е малку поприлагоден, меѓутоа самото тоа што тие задачи се предизвик за 4-та година и за 6-то оделение е многу специфичен начин на надпревар. И сега тука би нагласила, Владимир спомнува, географија, биологија, сосема е различен концептот на надпревари по програмирање. Значи, во програмирање немаме лекција, немаме етапи, тоа е еден комплексен процес, во кој што пред се мора да има логички способности, логичко расудување. Самиот програмски јазик е техника, со тоа што C++ и самиот Владимир си кажа е еден од основните јазици. Било кој премин на било кое следно ниво, значи нов програмски јазик е време на недела, 2 месеци на адаптација на самата синтакса. Значи, местото дека сега е Владимир во однос на постигнати знаења е на многу високо ниво. Значи, може да кажеме спремен и за професионално вработување и за слични такви предизвици. Инаку, програмирањето, да кажеме, креативноста во програмирањето е во начинот на кој ќе се пронајде практично решение. Значи, во зависност од тоа што е практично зададен проблем, дали е брзина на работа на програм, начин на решението, финансиски некои придобивки и слично. Така да, креативноста е исто можеби невидлива како на начини што ја дефинираме ние, меѓутоа секоја задача е своја креација. Иста задача може би две ученика сосема различен пристап и различно решение ќе прикажуваат. Значи, од аспект на наставник, мојот дел, мојата помош е многу минимална. Значи, од стручниот аспект, нема тука дилема дека нешто што е опфатено во нашата програма
дека му фали на знаењето на Владимир. Меѓутоа, јас тука повеќе се гледам мојата улога во поддршка, во ослободување од детскиот притисок за, нели, ние сме научени секогаш прво место, злато, секогаш со високи, нели, како се вика, означувања, очекувања, дипломи. Сепак е Владимир ученик што од 4-то одделение, тоа ќе му дојде некаде 10-9 годишна возраст, е ставен на стрес тест. Значи секој надпревар и мора да признаеме, околината сме секогаш тука тоа да го влошиме на некој начин како беа резултатите, второ место и сите тие работи. Значи, тој предизвик е многу голем за таа возраст и јас можам да кажам дека од, нели, искуство на однесување на претходни надпреварувачи, Владимир е доста зрел во тој дел, значи знае да поднесе и погодени задачи и непогодени задачи. Тоа е сепак, нели, немаме, за разлика од, пак ќе спомнам другите надпревари, области на спремање. Значи, се што може да биде проблем за решавање во било која област, па вклучително и математика, и биологија, и географија, слушно го решава програмерот. Значи, тоа се па плюси и дополнителни знања од било која област. Така да, улогата на наставникот, кога станува збор за ученици како Владимир, е повеќе во таа насока, поддршка и тоа. Со многу мал број на ученици можеме да почнеме фактички во 7 па и во 9 да работиме на принципот на спремање за надпревари, затоа што времето, периодот е краток и ако ученикот претходно нема посетувано некои курсеви, значи едноставно немаме време да го фатиме чекорот со надпреварувачите. Меѓутоа, па им даваме добра основа за да во средно образование веќе имат распон од 4 години, кога може да, ако ја осетат желбата и потребата, веќе да имат предоснова. Сега, според новата концепција, постапно од 6-то одделение ќе се воведува предметот техничко образование со информатика, меѓутоа содржините според тоа што до сега го гледам, можеби ќе можеме што од 6-то одделение да зборуваме за поголем број на часови со програмирање. Се надевам ќе ги подобриме и условите што се во училиштата, па ќе можеме и малку по да бидеме малку по спремни за вклучување од помала возраст. Како членови на Сдруженијето на информатичарите на Македонија, спомнавме дел во договорот за овој разговор и со Владимир и со вас. Каква е поддршката што ја добивате од институциите, од државата, за да може да се следи тој напредок во светски рамки? Така. Значи, концептот на надпреварот е регионален надпревар. Немаме општински, имаме училишен, кој што му помага на наставникот да селектира од повеќе ученици. Секој училиште има право на еден ученик да пријавува. Ако училиштето освоило место, како сега ние, значи следната година ќе имаме и плюс гратис места, значи тоа е стимулативниот начин на форсирање на, односно на стварање навика за учество на надпреварот. Понатаму од регионалниот надпревар, кој што е исклучиво во организација на Сдруженијето, следува државниот. После државниот надпревар, надпреварувачите ги превзема Сдруженијето на информатичари. Значи, тие ученици што влегуваат во некој потесен круг на можни учесници за тимот што е представник на нашата држава, значи веќе на меѓународните надпревари, самиот начин на подготовка е организиран овие последните години преку Сдруженијето. Значи, нашата улога како ментори се повлекува и тоа е тоа што јас имам информации во однос на финансиска поддршка и слично не, меѓутоа факт е дека учесниците мораат тој дел претежно сами да го сработуваат со своји лични средства или своји спонзорства, така да еве тоа би било убав начин да може и Сдруженијето на некој начин преку некои нивни спонзори да се вклучи и во тој дел, затоа што не е мал трошокот, сите тие патувања си ги поднесуваат најчесто
самите надпреварувачи. И оно што и самиот Владимир го спомна во разговорот, негова желба е да се надградува понатаму на меѓународно ниво, Така. размислува да го продолжи школувањето во странство. Дали тоа е предност за нас како држава или пак можеби бидејќи на некој начин ги губиме младите талентирани луѓе и тие остануваат да живеат и работат таму? Да, тоа е за жал нож со две острици. За негово лично добро и напредок е сепак подобро, нели, повеќе можности има школувањето во странство. Иако Финки е се уште доста сериозен и стабилен универзитет, да го кажам, и е конкурентен. Студентите што излегуваат од Финки исто така лесно наоѓаат вработување и во Македонија, и во странски фирми што се стационирани во Македонија и во странство. Значи, и тоа не е избор, не е лош избор, меѓутоа сметам дека Владимир е потенцијал што многу повеќе можности ќе има. Еве, имајте е негова желба, јас се надевам дека ќе ја задржи. И тоа е тоа, сепак неговиот личен успех е најбитен. Дека ќе се врати во Македонија, не знам, не е негова одлука. Сепак ние треба нашето општеството да го смениме, ми се чини. Да не ги ставаме децата пред таква дилема. И за крај, препознавате ли дека во Македонија, еве во Кочани до регионот, има млади кои што ќе додат и после Владимир и ќе ја продолжат неговата приказна? Значи, искрено се надевам дека ќе е така. Моментално сме во таа еуфорија на оцени, дипломи, факултети и сето тоа што генерално квалитетот и квантитетот не ни соодветствуваат. Ме радува фактот што доста деца, еве сега со кои што имам можност да разговарам, веќе бараат предизвик во СЕМОС и во некои слични институции кои што се за среќа веќе за среќа. Па така да кажам онлайн, значи и тој дел со патувањето и со недостигнушта на установи, на школи што ги имаме како нежители на Скопје. Така да мислам дека потенцијал секако имаме. Еве ке Владимир, морам да спомнам, има многу добар комплет. Прво има интерес, второ има желба, трето има огромна поддршка во семејството. И тука успехот, нели, само по себе е веќе загарантиран од тие три фактори најбитни. Значи, доколку успееме и ние, ама и родителите, и ние како наставници и родителите да било која додатна активност е добра, програмирањето може да биде и профитабилно. Тоа е сепак еден вид занает. Така да, мислам дека мораме да мислиме дека одеме во прав пат. Талентот за информатика и математика кај Владимир Грчев се несомнени. Тој тоа веќе го докажа на државниот надпревар по информатика за програмирање во C++, што кон крајот на март годинава се одржа во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје. Таму го освои првото место и златниот медал. Ваквите успеси на Грчев се реална потврда за очекувањата да се врати со нови признанија од Балканската и Европската олимпијада по информатика.